Обврската на фирмите за исплата на надоместок за годишен одмор или популарната К15 останува и за оваа година. Со последните измени во законот, компаниите кои имаат успех во работењето до 31 декември, на вработените се должни да им исплатат регрес за годишен одмор. Само фирмите кои имаат финансиски проблеми во работењето имаат можност со спогодбен договор висината на надоместокот сами да ја одредат или да не исплатат К15. Значи, измените на општиот колективен договор се многу јасни. Останува врската за исплата на надомест за годишен одмор кај компаниите кои имаат успех во работењето, но се остави една можност за компаниите кои имаат економски потешкоти со спогодба склучена помеѓу работодавачот и синдикатот или представник на вработените, ако немаат синдикална организација, да може да се исплати помал износ, а тоа помал износ не е ограничено минимално колку е. Значи може и да не се исплаќа. Значи оставаме можност со социјален диалог на ниво на работодавач, на најниско ниво и да можности да не се исплаќа К15. Со гранков колективен договор се дефинираат правилата за фирмите кои не се во можност да исплатат К15. Да речеме во колективниот договор за текстилна индустрија е прецизирано дека ако висината на исплатата на К15 сите вработени изнесува повеќе од 1/3 од добивката по последната завршна сметка или по последната шестомесечје, тогаш работодавачот нема обврска за исплата. Но онаму кај што нема колективни договори и за компаниите кои не важат гранските колективни договори, останува таа општа дефиниција за економски потешкоти, кои самите социјални партнери треба да ја утврдат. Значи не викаме ние ако има загуба или ако нема загуба, туку под економски потешкоти се подразбира немање доволно работа, нарушен континуитет во производството или блокирана жиросметка. Ние воопшто не прецизираме што значи тоа. Тие самите треба со спогодба да утврдат. Оние работодавци кои немаат финансиски проблеми, а нема да им исплатат на работниците регрес за годишен одмор, се соочуваат со затворска казна од 3 месеци до 3 години.